Како што знаеме, во изминатите 6 недели нашиот образовен систем доживеа целосна трансформација. Преминавме од испитување пред таблата до одговарање пред екранот. Досега процесот на комуникација професор-ученик ретко кога продолжуваше надвор од училишните клупи. Последователно во овие вонредни услови и професорите и учениците се најдоа затекнати пред предизвикот да пренесат, односно примат знаење користејќи онлайн алатки. Пред се работи за комплексен проблем, бидејќи професорите во услови на онлайн оценување се уште се користат со методи на оценување од класичната настава. Иако овие методи сега се тешко применливи. Например, тие се уште бараат сувопарно да се одговараат прашања наместо да зададат есеј во кој се изјаснува сопственото мислење. Учениците не само што можат полесно да ги заобиколат овие методи препишувајќи, туку и тие не се заинтересирани да ги завршат своите обврски совесно. Иако оваа состојба несомнено има голем број на мани, не смееме да ги игнорираме и неколкуте позитивни страни. Односно да се употребуваат малиот милион на видеа и документарни филмови и воопшто сите интернет алатки за кои во класичната настава тешко се наоѓа простор. Затоа, задачите од типот препишете и сликајте го листот од тетратката веќе ја губат сопствената смисла, бидејќи се сведува на механичко препишување, а не на добивање знаење на најефикасен, највосприемлив и можам да речам најзабавен начин.